Zletovojevo šok, nema ni tu staro ni tu mlado što ovoj denke go zaboravi. Denes tamu smrta siteja video so polni radce kako nosi 4 životi. I stvarno potrese ne sme da se sluči takve ravoti loše. Rano u Trinava smrta došla volikot na profesionalni otvojnik Dragan Manoilov, na kogo pameta mu je pomatila ljubomorata, a rakata mu je napravila lesna za oružje. Namerata mu bila da gubije mladi od ljubovnik na negovata poranešna žena, no patot mu go preprečil negovi od Čičko 50-godišnji od Metodi Petrovski, prva ta žrtva na Manoilov. Slušna 2 puti pukna u hodniku, leši i odnosi od krv, od ustata mu teče krv, dođe ta brza pomoć. Pride mu na ustata da vide da li diše još, da, kako su mi dovađa. Čim nema se da diše, smesto beše onaj. Po nego toj milost nemal nitu za roditelite na soprugata Jana i Ile Mihajlovi. Dobijena je i vtora prijava od građanka od Zletovo, дека слушнала пукотници во куќата на незините родители. Излезено е на терен и констатирано дека на посочените локации се убиени 3 лица, и тоа двајцата родители на пријавителката и собственикот на куќата каде што најпрвин се слушнати и стрели. Трите жртви во Злетово важеле за чесни, мирни и почитувани луѓе. Штета, жалосно, не знам што да кажам повеќе. Таков човек да замине на начин, на непоштен начин, на подмален начин, на свиреп начин. На вистина сум потресен. Работам во иста канцеларија 20 години. Човек како што го нема. За добри луѓето беа, не беа некои да се закачи, да се биле лоши луѓето, многу беа добри. Според жителите на Злетово, Драган и неговата сопруга Радмила се развеле пред 1 година. Таа кратко по разводот започнала љубовна врска со 10 години помлад жител на Злетово, нешто што поранешниот сопруг не можел да го прифати. Често се заканувал, жената и момчето ги малтретирал, а пред неколку недели него и крвнички го претепал. Емотивно пукнал рано у Тринава, кога изрешетал 3 луѓе. Неколку часа подоцна смртта дошла и по него. Сам си го ставил јажето околу вратот во Бачило, во близина на Злетово. Меѓутоа, неговата смрт се уште официјално треба да ја потврди полицијата. Убиството во Злетово е речиси идентично со она во Кавадарци, каде зет ги уби родителите и сестрата на поранешната сопруга. Двајца убијци легално поседувале оружје и биле дел од воени активности. Кавадарчанецот во конфликтот во 2001-та, а Злетовецот во Авганистан. Колку траумите од војните имаат свое влијание врз неподносливата леснотија на убивањето во Македонија. Кај дел од бранителите имаме појава на посттравматско стресно расстройство, посебно кај оние од првите борбени линии, како што и војникот кој што го изврши денешното сурово убиство. Видмина може да очекуваме верижни реакции, затоа што за кратко време имаме 2 слични случаи и тоа може да ги охрабри и други некои луѓе кои што го имаат ова расстройство. За неполна година Македонија е место на 6 двојни и тројни убиства. Што за ова велат психолозите? Влијанието на повеќе фактори од надворешната средина, притисоците кои што ги чувствуваат луѓето врз себе од економската ситуација, можеби и осаменоста. Тој притисок доведува до стеснување на свеста кај личноста и до зголеменост на агресивност. Секако дека тоа има големо влијание врз одредени пореметувања и врз одредена искривеност на перцепцијата врз секојдневниот начин на живот. Инаку Драган и Радмила се познавале цел живот. Завет за брак си дале уште во 7 одделение. Плод на нивната љубов се 2 малолетни деца, но и 4 мртовци.